Високопревосходителство, председателя на владата на Република Македонија, Ваше Високопревосходителство, митрополите Брегалнички, господин Иларион, и Ваше Високопревосходителство, митрополит Тетовско-Гоститбърски, господин Йосиф, Ваши Ексцеленции, господа амбасадори, господа министри, господине градоначалниче, браќа и сестри, денеска правиме помен на оние кои присуствува живи на собствениот опело. Се слушале сега во поново време за некој човек што сака за време на живот да му се направи опело. Јас не сум слушнал. Ако некој слушнал од вас, слободно да ме подсети, да ми каже дека има такви денеска кои сакаат да умрат пред да умрат. Ама денешните илинденци, чиј спомен го празнуваме и чиј парасто сослуживме, во суштина се луѓе кои се длабоко заквасени во верата. Зашто верата наша христијанска од најрано време ја има повтегмата. Умри пред да умриш. За кога ќе умреш да не умреш. Еве тоа го гледаме денеска. И тој спомен го вршиме на луѓе кои се бесмртни, а кои умреле. А кои претходно си присуствувале на собственото отпело. Знаел ли некои браќа и сестри од илинденците, чиј спомен денес го вршиме и спомен за нив вршиме, дека нема да загине во нерамната борба? Сигурно дека не знаел, зашто таквата неизвестност ние до денес, после стотици години, може би уште не ја знаеме. Што фали, што недостасуваше, или денското востание да потрае повеќе од 10 дена. Меѓутоа, тие луѓе ни покажаа како се брани пред се татковината и домот. Зошто се гини? Си спомнувам свети Кирил, братот на свети Методий, просветителот словенски, кога бил на мисија кај хазарите кои живееле во денешен Крим, полуостровот. И биле муслимани по вероисповед и го прашале како вие христијаните, ви вели вашата заповест не убивај, а вие водите војни. А тој вели точно, ни вели нашата заповест не убивај, ама вели друга заповест, нема поголемо од ова, животот свој да го дадеш за ближниот свој. Такви се овие мажи чиј спомен денес го вршиме, ни покажаа на сите што значи да се има еден живот и тој да се даде за ближниот свој. Ама тоа е длабока христијанска вистина. Само христијанинот може така да го даде ближниот за ближниот свој животот свој. На тоа не поучуваја овие бесмртни илинденци, чиј спомен денеска извршивме, ама не поучуваја на длабока христијанска вистина. Зашто како христијани замина за никогаш да не умрат. Нека споменот им биде вечен. Нека и ние ги имаме во срцата како што тие не имаа во срцата. Без разлика да не знаеа дека ќе се имаме Петко, Трајко или Јанко. Не имаа во срцата дека еднаш ќе дојде генерации кои ќе благодарат за тоа што им го направиле тие. И еве дојдоа генерации кои знаат да благодарат. Знаат да благодарат зашто им е подарен живот и на овој свет, а како перспектива живот во вечноста. Милоста Божја да биде, браќа и сестри, на сите вас.
поуката која ја примаме од ваквите луѓе, секогаш да го заквасува нашиот живот. Ние да бидеме оние кои знаеме да ги почитуваме правите вредности, зашто на тие прави вредности се гради иднината. И никогаш нема да погрешиме ако градиме иднина на вистински вредности, зашто тие вредности, и ако се тешки во моментот, ќе се покажат единствено достојни за нашата почест. Да се здрави, живи, милоста Божја да биде на сите вас.